Лошите мерки на актуелната власт се главната причина поради која илјадници луѓе заминаа да бараат подобри услови за живот надвор од Македонија. Ова е ставот на младите активисти на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Од огромниот број луѓе кои во изминатите години ја напуштија Македонија, велат од партијата, најголем процент се млади луѓе. Во изминатите 10 години приоритет на Никола Груевски и ВМРО ДПМН беа провизиите на тендери, расипничкото трошење на парите на граѓаните за споменици, парцелите на Водно, матните бизнис делки на братучедот Мјалков, Мерцедесот од 600.000 евра. Поради криминалното владење на Груевски и фамилијата, преку 70% од младите се иселија надвор од границите на Македонија. Груевски и ВМРО ДПМН потрошија над 630.000 евра за споменици и барокни згради во Скопје, а не изградија ниту еден студентски дом, ниту во Велес, ниту во границите на Македонија. На пресконференцијата на опозицијата денеска одговорија од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Од таму велат, лицемерно е СДСМ да излегува на пресконференции и да прикажува грижа за младите. Зад себе велат од ВМРО ДПМН, СДСМ нема оставено ниту еден проект во корист на младите. Токму СДСМ е партијата која закопа судбината на илјадници млади луѓе во Велес и Македонија. Владата предводена од ВМРО ДПМН во континуитет работи да обезбеди што подобри услови за младите во Македонија. Оваа влада го прави сето она што владите на СДСМ пропуштиле или пак не сакале да го направат досега. Само во последните 2 месеци владата на ВМРО ДПМН промовираше дури 20 проекти, од кои бенефитите ги ползуваат сите млади во земјата, а голем дел и младите од Велес. Токму тоа е она што го прави СДСМ нервозен и што организира безпредметни пресконференции. И додека од СДСМ обвинуваат за лошите политики на владење, особено кога се во прашање младите во земјава, од ВМРО ДПМН ја потсетуваат дека токму опозицијата е против нови факултети, книги и учебници, бесплатен превоз за студенти, нови спортски терени и затоа ја нема поддршката од народот 9 изборни циклуси поред.